Здраво! Вајн ќе снимам едно видео, поздрав сите, знам оти долго време ма немше. Јас обично сега почнах на 2 месеца видеа да објавам, ама изгледа почесто ќе почнам да снимам видеа, а не е лошо да ми пишете во коментари што видеа сакате да видите од мене, пошто планирам да се враќам на YouTube. Барем поредовно отколку што сте сега. Тоа не значи оти ќе бидам редовен како порано секој ден ќе објавам видео, ради тоа што не сакам да објавам секој ден видео, колку да се каже ја објавих видео, а видеото да нема поента, така ли? Така да пишете ми што контент сакате да има пак на YouTube, пошто гледам доста деца пробуваат да снимат на YouTube, ми излеват доста YouTube канали и мило ми е што се трудат, знаеш. И ондак си поставам прашање зашто другите се трудат кога јас не можам, нели? Мислам не можам, не сакам. Зашо и јас да не можам? Во тоа смисла, нели? Зашо и јас да не снимам? Така да ваден ќе лавме за тоа как се поминах во Хрватска, сезона 2025-та, искуство, добри страни, лоши страни. Ќе ви објаснам сета приказ на еден добар storytelling, storyline, storytime, как сакате го кажајте. Чисто да чуете, нели, шо и как се деси во Хрватска 2025-та сезона. Значи, оваа сезона 2025-та многу се жалиот и не било как што треба, оти хрватите многу егоистични, многу себични, многу за нив се гледале, свашта лафија. Значи, во главно многу лошо. Сега ќе ви кажам јас как се поминах. Па вие, ако имате чуо на некој друг мавет, нели, направете си споредба шо и как. Јас тргнах ваа сезона во фактички 2025 година во март месец. Крајот на март, почетокот на април, значи 30 март, 1 април веќе се спремих и 3 април тргнах. 5 април јас веќе бех во Пула. И што ме изнервира најмногу уште од самиот почеток. Мене тоа секој пат ме нервира. Значи мене ако ми се каже оти јас ќе бидам келнер, јас сакам да дојдам и да работам келнер, а не јас да дојдам и да на вас да ви го спремувам ресторанот за да отворя. Значи ние кога стигнавме во ресторан пред се не беше отворен. Од ланската година. Пајажини сегде, прашини сегде, маси столове не избришени, столови и маси за вонка за тараста не искарани, значи сите во магазините. Ништо. Значи се беше на нула. На ново праме перници за столчините со еден вап. Цели беме лом. Значи скроз беме мокри, а на тоа ладно на море во април, значи беше коска. Ние су јакни, су тренерки дебели, су доктори. Знаеш какво мрзнеина беше тоа бат? Што искрено тоа мене не ми се ареше на почетокот. Али ајде, веќе кога сум тука, само што дојдех, што може да кажам, не може да си одам. Мислам да можам. Можам да си одам кога сакам. Ама викам ајде, може ќе биде подобро. Јас отидев таму за келнер. Газдата беше не знам зашо, ама многу лошо се понашаше, многу лош човек. Претежно не сакам да му јадам гомна на човекот, али имаше многу лошо понашање ради позадински причини, значи алкохол, нели, супстанции, така наки. И не знам зашо, ама на мене ми го имаше пикот. Од сите вработени келнери, кувари што беа, јас му бех најмногу што му бодох во очи. Значи најмногу на мене се дереше. Од една страна јас бех крив, ама од друга страна и не заслужив толку. Сега сигурно ќе питате зашо бех крив. Бех крив заради тоа што јас на пример не можам без телефонот, тоа ми е лоша навика. И знаеш, си ги услужих гостите, немаше што да правам, као се тргнах на страна и си укладех телефонот на шанкот, нели, чисто да видам што се дешава. И он беше као не се врте грб на гостите, телефон не се чепки. Што сосем во право, нели, на гости не смееш да вртиш грб и додек си на работа не се чепки телефон, али од друга страна беше као после тоа мабет, значи прва опомена као ќе добиеш отказ. Као само што дојдех. Мислам, окей, го сваќам, негде треба да бидеш строг за да ги сватиш, нели, правилата на ресторанот и се, али од тогаш почна се. Значи од тогаш цело време за секакви ситници ми се дереше, за секакви ситници беше строг према мене. Ко ти знаеш, едвај чекше причина да се скара од мене, едвај чекше причина да најде начин да се дере на мене и така наки. И со никој не се понашаше така на тоа начин на кој што се понашаше со мене. Значи, келнерите што беа од Србија, од Босна, нели, знаеа кога немше работа да се застанат на страна да се прават мавет и никој ништо не им кажуваше. Ако јас застанах на страна да правам мавет, колку пати сум ти кажал да не правиш мавет, ако уште еднаш ќе видам ти правиш мавет ќе добиеш отказ, немој да правиш мавет, не стои со нив, не во, не тоа, јас бех као what the fuck, зашо само на мене такви, нели, така ми кажуваш. Значи не сум едини што прави мавет. Плюс кога нема работа што да правам, не можам кој ти статуа да ставам. Па сам да ми помине времето. Освен тоа, мање битно, почнаме со работа што почнаме и заради една ситница што се скараме, братот сакаше да ми даде отказ, па као демек нема да му дајме отказ, демек само што дојде, као ајде да му дајме втора шанса, ово, и братот ма спушки мене во сервир, односно помошник келнер на место во келнер. И јас платата автоматски ми се намали и автоматски бакшиш немаше шанси никак да добијам. Заради тоа што беме договорени да се зиме на, нели, неделна база да остават келнерто, арнамот и келнерто наше беа малце алчни и на секој го мрзеше да оставя пари. На секој го мрзеше да оставя бакшиш, заради тоа што си гледа за нив да има. А секој бакшиш има по 30 по 40 евра, секој ден прави мавет по 30 по 40 евра.
Што значи на неделно они имаа некои си 300-400 евро. И ти на неделно да оставиш ти 20-30 евро, мислам ти тебе ништо не ти менува. А ние беме 15 келнери. Фактички беме пред постоја јас кога отидов го сервир беа 14 келнери и беме тројца сервири. И сега ти 14 келнери да оставиш по 30 евро, тие ти са 420 евро. Тројца шанкери беа и тројца што сме сервири, тие са 6 души. 420 каки поделиш на 6, тие са 70 евро по човек, што значи сосем окей. Али ајде, не са как да бидам малчен. Знаеш, во главно бех на убаво место. Се работеше 6 дена, един имахме слободен, по 7 сата или по 9 сата, зависи од смената. Јас одах втора смена, или се одиш од 5 до 12, или се одиш од 3 до 12. Знаеш и од 12 до 12 да се одам, а тоа е птен ретко. Во главно шетах, излевах, многу пари трошах, тоа ми беше од една страна кам проблем, заради тоа што може некој ќе каже јас се бил во Хрватска, не се заработил, ама јас не го гледах кој нели додам во Хрватска за да заработам. Заради тоа што јас пред се отидов да се забавам. Си пуштих пари на зъди, сега направих спалната, си направих туку спратот што ми треба, кујната сега направих и така наки. Арно, ама таму истроших преку 4.500 евро. Значи јас секоја вечер бех в диско клуб, нокен клуб. Диско. И што најлошо таму препијах и искрено не ми се ареса, заради тоа што најмалце што сакам да бидам поврзан е алкохол. Значи секоја вечер текили, вигори, не знам што, не знам какви джинаве, не знам какви шотаве, не знам какви виски, маркерс марк, немам појма, значи алкохоли што прв пат сум ги гледал или што сум прв пат ги слушал во животот и така да од една страна тоа не ми се ареса што јас тие 4-5 евро да не ги истрошав, многу повеќе можеше да направам во Гевгилија или за многу побај можех да ги истрошам кога се врнав во Гевгилија, али мање битно, нели, сепак сум си поминал убаво, сум бил во Пула и така наки. Како што тераше времето, плата за мама, првата плата на ръка и мен ми беше малце чудно, нели, зашто не сме осигурен. И братот кажа као се е окей, не се секири, као во процес ви е работната дозвола. Тоа ми беше многу голема грешка, што не отидах во полицата да проверам дали сум стварно во процес, заради тоа што нели најлошо е да бидеш на црно, од X причини. Може кога ќе си одиш на границата ти удрат печат забрана, ќе добиеш казна. Може да лееш затвор за илегално престојување или за затојување даноки така наки. И мање битно првата плата на ръка, втората плата на ръка, третата плата на ръка и пити го цело време јас го питувах што биде uz дозволта и се во процес и јас глупак наместо да во полицата да питам дали стварно е во процес, јас си седам во Хрватска, мање битно. И негде на кај август месец тие во кујната што работаа една жена имше таму што беше многу против мене. Али против мене, значи ќе ме изеде жив. Не знам зашо толку, ама цело време ми се дереше, цело време, значи коти кој знае што да и сум непријател, коти да не сме колеги. И един ден, пази сега как го добијах отказот. Значи добијах отказ јас од Хрватска, сега ви кажам зашо. Негде на кај 9:30 сат ние правахме список за келнерто, нели, кој што ќе јаде. Во кујната се предложавше список да се направи јадење за паузата и нели дојме на пауза. Арно, ама как се ближе времето да заврши сезонта, сезон завршеше негде октомври месец. Така се повеќе и повеќе ги мрзеше во кујната да ни прават јадење. Знаеш, и сега мене ма мрзе да ти го направам за јадење, сега мене ма мрзе да ти го направам за јадење, а секој ден за кафе беа први. Значи шанкерто не ги мрзе да ја направат кафе, а вас во мрзе да направите јадење. Што обврзани сте да направите јадење за колегата. Океј, и јас бех нарачал пилешки бечка. Нели, поховано пилешко со помфрит и така наки. И имаше 3 порции за мене и за уште двојца келнери. И јас влевам внатре, знаеш, негде на кај 10 за 10 беше и таа другата сервирка што беше, она беше се нарачала болонјезе и она вика као да мек да јас побрзо вика да се најадам, ти кај после мене. Викам арнове, нема проблем, знаеш. Влевам во 10 сат, после 10 минути она кога заврши со паузата и гледам има 2 нели пилешки, мојата нема трет. Од јас се нарачах со малку повеќе помфрит, нели? Заради тоа што да се најадам како што треба. Нели, бечка со малце повеќе помфрит. Од ако не клаеш малце повеќе помфрит, тоа не знам, кетчуп, мајонез, нешто ово. А јас не јадев кетчуп, мајонез, викам клајам малце повеќе помфрит. Океј. Влевам внатре, мојот мисур го нема. Тоа што беше со повеќе помфрит. И го гледам од таму одзади излева од кујната куварот со мојата бечка во устата, едната во фркта, друг дел од устата му висеа скинал, пататата во мисурот ги држи туку оваа рака, јас викам шо работиш? Ми ваа вика за мене. И што викам за тебе, викам ние се пишаме список, викам требаше, знаеш, таа беше за мене. Не, ја пити го вика куварот, као тоа другиот, он вика го направи за мене, не знам што, не знам как, вика не, ти вика не си кажа, вика таа беше за ник за келнерот. И јас тука се изнервирах, викам добро да ебам мајка му, значи на едно јадење, викам на рад да не може да го јадам. Значи малку викам што се нервирам, викам вонка што сит на мен, викате што сит на мене се дерте, викам уште едно јадење да немам на рад. И ваа тука келнерот што беше вика бе земе
секира моите, знаеш. Викам, не бе, таа е твоја, викам, не сакам твоите да јадам, абе не секира, вика, јас ќе си порачам пица, јаде вика таа. И јас се зимам, таа на страна имаше посебно танирче со потати. И викам, знаеш, во валјда екстра потати, викам, ќе си ги земам. Од тука кога се дигна таа што беше против мене, што ич немше мавето с мене, што нема сакше уопште. Шо ги чепкиш тие се на шефицата, немој вика тие да ги чепкиш, како може вика туги јадење вика да зимиш. И од тука иде газдата, ти она обично како ќе писнише таа, они со неа беа многу блиски, значи таа гледаше кој ти мајка да му беше, таа беше жена в години постара и она како ќе се изнервираше, како ќе се издржава, одма ни ише в секунда. Шо е Лазар, пак ли вика Лазара вика пали ти проблеми правиш, се по тебе са вика, се по тебе са дере, не знам што, не знам как, и јас му објаснам што работата, знаеш. И он вика не са дери. Ама знаеш ми са дере, као не са дери, демек не повишувај тон. Јас викам не са дером, вие на мен ми са дерете. Јас ви објаснам, викам што треба, мислам што се деси, викам и зашо дојде до расправија. И он вика окей, не са дери, као не повишувај тон. И јас па му кажам не повишувам тон, вие сте тие што повишувате тон. Добро, вика нема врска, остава вика прстилката, пресоблеци и дотре вика немаш потреба што да идеш. И јас бех као what the fuck. Викам, окей, фала Богу, викам, не сакам очите да ви видам. После такви глупости, викам, во ресторан што се издешава, нема, викам, ни вие очите да ми видите, а нито па јас сакам очите да ви видам. Чао, пријатно. И тука одам се пресоблечувам и се как да си одам, Арнама беше први, факшки не беше први, 31 август беше. И братот ми вика плата на 15. Викам, окей, дај ме плата да си одам порано. Не лагам 15 дена, викам, да седам ни апартмајне да плакам ништо, значи за џабе да ги седам 15 дена, дај да си одам, викам порано. Не, 15-тиот плата вика, пред 15 не можеш да дајам плата. Добро. У тука, знаеш колку глупости се издешаваа во сезоната, ти и не ви ги ни кажах. Значи на тераа некоја си кукичка таму да фарбиме, да спремуваме. Значи јас сум келнер ват. Чадари носиме, ајде тоа е во склоп на работа, окей, чадари за слънце, ама кој кур потреба јас да ти фарбам кукичките на тебе? Кој кур потреба јас на тебе да ти перум перници? Да ти очистам ресторан, што ти не знаеш да си го спремиш пред да дојме ние? Тоа значи као среди си го па да дојме, а не ние да идеме тука на тебе да ти завршиме тие потрчко работите што се. Значи јас имам подпишано договор за келнер или за помошник келнер, како год. Не сум ни молер, не сум ни аргатин, не сум ни било што. И мање битно, 15 дена седех во апартман, брках работа, ама не можех да најдам заради тоа што прво немах европски документи, второ не им се исплакша да ме држат на црно поради тоа што един месец им требало за дозвола. Јас уште не бев осигурен, а веќе октомври месец. А јас сум од април во Хрватска. И од тука 15 јас имам плата, 16 да си одам, 16 ми се јавуваат од Црквеница. И јас од Пула директно за Црквеница одам со автобус да работам демек. Таму бех келнер во едно ресторанче, имах сервир позади мене и кога дозволта, ќе биде, аха, и демек му осигуриле. Ми дават документи и јас читам на тие документи вате 27 април 1988. Викам кој е 88, викам сум 2002. А не, вика тоа не е проблем, вика тоа ќе го сменме, нема вика проблем. Ма важи нема проблем бат. И од тука месец дена работих од 15-16 негде октомври, дука и 15-16 септември работих во Црквеница. Бакшиш секој ден имаше по 100 евра, минимум, значи 100-130 евра, значи таму добра пара искарах. И среќа успеах на страна да тргнам околу 1700 евра од цела сезона во Хрватска, пошто пак кам там многу троших. Освен на страна на тоа што бех по клубове, по дискотеки, по вамо тамо, јас многу си изнакупувах тамо за мене. Значи си купих 2 сата од по 400 евра. Патеки си купих 2 пара од по 250 евра. Тренерки, мајци, Поло, Ралф Лорен по 150 евра давах за мајци, за джемпери. Значи многу пари троших во мол авто на шопинг, на такви работи. И мање битно, 15 негде гледам, викам, не знам кој беше ми кажал, вика тука вика не те осигуруват. Месец време вика работиме, не сме осигурени. И мен ме фати страх. Знај, јас сум викам тука од април, мене 3 месеца ми се до август, до јули негде. Додам викам да се питам до полицијата дали сум осигурен за сваки случај да не направам беля. И јас одам во полицијата, давам нели пасош се тоа, вика почекај тук. Ние ајде почекавам. Не поминаат 15 минути, Лазар вика ти ли си? Викам да. Ајде вика со мене. Викам шо биде сега. Влевам таму, се погодава еден началник. Ти вика дали си свесен, вика шо правиш? Викам шо правам? Шо бъркиш, вика ти од април в Хрватска ни пријаван, ни осигуран ништо. Леле, ка ми се стемна пред очите. Ка ми се стемни. Викам и сега шо биде да ти е? Прво вика ти не си Ал Капоне, вика да затавиш данок. Ние не сме глупи, вика ти сигурно тука си работил. Как земува вика плата? Викам на ръка, вика. И зашо вика на ръка земува? Па на нас викам ни кажавате во процеса, викам дозволта и одек да знам, вика. Одек да знаеш, и тук ми се прави нешто паметен, што тоа искрено многу ме нервира. А да одиш да силуваш, вика некоја момичка 13-14 годишна, знаеш што ти не е дозволено, нели? Знаеш за тоа, а не знаеш вика ти не треба на ръка пари да земиш, што ти си нелегално ово оно. Викам немам појма, знаеш прв пат сум во
Хрватска, не знам. Знаеш, претходниот пат кога бех осигурен и се беше окей. Сега ми кажавате е во процес дозволот и удек да знам како да ти работи, нели, немам поим. Сега ќе видиш дали ќе дознаеш, ќе лежиш затвор, оно, не знам што, викам ај еби га, ако лежам мање битно. И ќе одиш, вике, сега не ти пишуваме, вике, потерница, да ме као мораш за 3-4 дена, не потерница, него како се вике тоа, немам врска. 3-4 дена, вике, да мораш да напуштиш државата, не ти пишуваме такво. Арно ме вике, ќе си платиш, вике, една казна и најбрзо кога ти ќе можеш, вике, да напуштиш државата, тогаш вике ќе напуштиш. И тука отидох во банката и пази беше 6 сат, баш тогаш. 5:30 беше негде. Арно, ама среќавот и среда беше, а среда Шпаркаса работеше до 6, немам поема как, чудно, фала Богу. И од тука одам си плакам казна 300 евра во Шпаркаса. Се враќам в полицијата, ми дават пасош, ми враќаат се документи ово оно и утре ден јас спремам да си одам. Пари сите на картичката. Парите сите на картичката, во мене пари немам, а пред тоа една неделя пред тоа бех сега заглавил картичката во банкоматот и јас не можам никак да искарам пари од картичката. Значи можам само со пасош од шалтер да искарам, никак друго. И од тука јас викнувам такси без пари. Испланирано ме е да одам до банката да искарам пари од банката и нели да го платам таксито. Стигнувам во таксито влевам, стигнувам на банката, нели со пасошот да одам да искарам пари, нели на таксистот му кажах да искарам пари ќе ти платам и не, ти нема да ми платиш, ти ќе избегиш, не знам шо, и од тука се јавува на газдата на такси компанијата. Као плати му одман да не си влезел в банката, да не си баркал ништо, као ако не му платиш сега, вике ќе дојдам таму, вике, демек на лице место ќе ти ги сокршам коските, вие знам што преваранти сте туристите, вие, вике, никој не саке да платите, за 8 евра ли, вике, се прававте будали, а викам до банката сум дојден да влезам, викам да искарам пари, одман му давам пари. Не, додека не му платиш, вике, као главте ќе та сокршам, ќе дојдам, вике, така ќе бие, вака ќе бие, викам ништо, тук се вик на газата, викам вај работата не ми дават, морам, викам да платам, а парите ми се на шалтер, ако можеш, викам да уплатиш таксито, знаеш, да не си правам проблеми, ќе дојдам, викам ти дам парите, вике нема проблем, ела до ресторанот. И од тука на таксито му кажувам врни се, викам таму и таму во тоа ресторан, газдата ќе ти плате, ајде додеме до ресторанот, газдата му плати. Од таму он ми даде на мене 50 евра да одам со такси па до банката за да може да си ги искарам тие пари и да се врнам. И од тука одам на газдата му кажувам вај работа, бев во полицијата, кажах од не сум пријаван, нели оти фактички питах дали сум пријаван, ми кажаа оти не сум од многу долго време, оти морам да напуштам работата во рок, викам државата во рок од 3 дена. Од тука кај збесната ажента, ма таа преварантка е многу голема. Значи тие што сте, тие многу луѓе ми пишуваа кога работех во црквеница, оти биле дека тие преваранти таму и оти не осигурувале, оти лажале, оти жента не се вика, не се водила под тоа име, ресторан не се водил под нейно име, значи многу големи тешки превари бат. И пази што ми вика жента. Копиле ни едно будала, ретардиран си ти си правиш, ти ни правиш на нас проблеми, кој кур одиш, вика ти по полиција да ти ебо матер, и јас тоа се си снимах на voice record, ама ајде не се как да трчкам судови и полиција па да си правам уште толку проблеми. И јас бев као what the fuck, зашо ма псуиш, кога викам не знаеш што се дешава. Ма оди си ти, ке ти ебам копилто, ово, тоа. Бех као what the fuck, окей. И од тука се фаќам автобус за Риека. Во Риека се договорих со еден македонец што ќе се враќал со кола да ме земе, знаеш, за да се дојдем побрзо. И стигнуваме на границата. А нели мен ми даде од полицијата 300 евра што платих казни се тоа и тоа што е човекот здраво, вика така и така работа, паркирај се, вика там. Леле, викам сега заради мене, знам заради тие глупости ќе на застанат ќе наебават пак. Што е, вика Лазар ваа работа, вика. И му објасних пак, абе знаеш, нели не знаах, в процес ми било дозвол тоа оно. Платих, викам ја имам папир, нели му покажувам. Џабе, вика. Тоа те вика само таму си платил, на тоа вика не може да остане. Што правим, вика, с тебе? За во, вика, знаеш колку затвор се лежи? И там почна да ми наброја за тајување на данок, пари на рък што си примувал, илегално што си представувал, илегално што си работил, 70 дена имаш, вика, нели прекоречено како да се вика, ти вика не ти беге доста затвор, вика, на тебе. Што правим, вика, сега? Викам, што да правиме, не знам, ако треба, вика, некоја казна да си платам и тоа е тоа. Вика, ништо. 1400 евра, вика, казна, ако платиш одма, вика, в кеш, 700 евра. Што лафиш, бе, викам сега. Ај срека се, викам, 700 евра, не е ништо страшно. А јас од мене 1100 евра, ништо повеќе. Среќа не беше поскъп. И тука ништо му платих 700 евра. Со 700 евра казна поминах, среќа не ми даде забрана за влез пак во Европа и си дидех в Македонија со 400 евра. Ништо очекувано, влагах со повеќе пари да си дојдам, али ето, имах в план дом за Холандија, за Айндховен, не отидах. Така да многу лоша сезона оваа година, нема РСА уопште, преваранти претежно, егоисти за нив си гледат, себични луѓе, лажумајни манипулатори. Дали пак ќе одам, ќе се размислам, доколку одам на убаво место, доколку се информирам како што треба,
и само бич бар, ресторан никак, или кафиче или бич бар, ништо друго освен тоа. Така да, тоа беше едно искуство од 2025 година како јас се поминах во Хрватска. Споделете го во видео доколку сакате да чуете некое искуство повеќе, кој как се поминал во Хрватска. Пишајте ми во коментари што видео сакате да видите следно од мене, а ние се гледаме во наредно видео. Така да заследете ме на TikTok и на Instagram, Lucky Carex, и субскрајбнете се на каналот, лајкнете го видеото, а ние се гледаме во наредно видео. Поздрав за сите, чао!